Македонските ракометни суперлигаши продолжуваат со одигрувањето на пријателски надпревари за проверка на формата пред стартот на новата сезона. Екипата на Алкалој два пати ја доби медитеранската репрезентација на Египет на тест надпревари одиграни во автокоманда. На првиот надпревар момците на Кирил Лазаров со 33-31 беа подобри, на вториот меч однова Алкалој беше подобар, овој пат со 31-29. Со пријателски надпревари започна и повратникот во Суперлигата Младосот Богданци, кој вчера загуби од Куманово со резултат од 30-24, а за тимот на Куманово беше нов триумф за време на подготовките, откако претходно го доби тимот на Eurofarm Пелистер 2 од Битула со резултат од 32-30. Пред екипата од Богданци следува настапите на турнирот во Прилепа, потоа Младост на домашен терен ќе одигра уште еден контролен меч, овој пат против одново Куманово. Eurofarm Пелистер 2 продолжува да се екипира за новата сезона, од кој промовираш 18 годишниот Мартин Крстевски, кој доаѓа од редовите на Мултиесенс како најново засилување. Крстевски игра на позицијата среден бек и се очекува да биде големо засилување и освежување во тимот од Битула. Новото засилување на битолчни младенски репрезентативец на Македонија. Струга пред подпис со Кристијан Костадиновски, битолскиот голман се враќа во Суперлигата од минатата сезона, кој чуваше голот на Младосот Богданци во првата македонска лига. Костадиновски веќе настапи за Струга за време на стручкиот турнира, се очекува во следните денови двете страни да стават подпис на договор за соработка.